во богатото македонско народно творештво има голем број приказни за Итер Пејо. Неговото име го среќаваме најразлично, во некои приказни како Итер Пејо, во некои како Итар Петко или како Пејо и Троманецот. Тоа зависи од тоа од кој регион на Македонија е народната приказна. Дали постоел Итер Пејо како личност или не постоел, тоа е сосема ирелевантна работа. Тој е создаден како лик во нашата народна прозна литература, така како што се создадени на Срдин Оджа во народното творештво на афганистанците, иранците и воопшто сите речиси исламски народи, како што е создаден Тил Ојлен Шпигел кај германците, Еро кај србите, Керенпух кај хрватите и така натаму и така натаму. Како е создаден Итер Пејо, постои една, многу предпоставки постојат, но една е најприфатлива, а тоа е дека во разни региони биле создавани различни личности кои што имале најразлични згоди и незгоди. Потоа, кога се појавува процесот на интегрирање на регионите, тие згоди и незгоди се припишуваат на една личност од еден регион кој што надвладува и така таа личност постанува општа национална, односно достоинство на цел еден народ. За Итер Пејо, како што реков, има многу приказни, од нив голем број се забележани во Институтот за фолклор Марко Цепенков во Скопје. Главно, приказните за Итер Пејо условно може да се поделат на три групи. Во првата група, Итер Пејо ја исмејува плиткоумноста, односно тапоумноста, неработливоста и други негативни карактеристики на селаните. Ги исмејува овие негативни особини на селаните за да ги искоренат, за да се поправат, за да не бидат жртва со својата тапоумност на оние кои што сакат да ја искористат таа нивна непромисленост, да ги натера селаните да мислат, да расудуваат. Па, селани, ај, кажете, што има, што ве мачи, на што се жалите? Дедо Владика. Да. Каде ме газат аѓите и беговите, па и овој нашиот Итер Пејо. Многу мака имаме. Туку гледаш, му направил некоја дубара на некој селанец. И не е да речеш на по некој селанец да му сторил лошо. Туку на сите селани, дедо Владика. На сите. Појди докај протугерот, кажи му нека ми го доведе тој Итер Пејко, да го видам. Добро, дедо Владика. Ете, пред некој ден, дедо Владика, гледаме ние селаните, нешто бело, туку се влече по долината. Не зеде и Јанза. Што ѓавол ќе биде ова да те маго? Прости, дедо Владика, прости. Вели тој Итер Пејко, море селани будали едни. Што се чудите? Зар не гледате дека Господ ни пуштил волна? Во! Туку собирајте ја, вели додека не дошле од другото село да ни ја приберат. Чуки Господ нам ни ја пуштил. Нарипавме ние селаните во волната. Кој скокни од оваа скрка, кој во оној дол, кој од онаа дупка. Не гледаш, дедо Владика, сите сме крво и рани. Амам бре, Овкаме, ние кој каде стигнал, овкаме. Од волната ни трага ни поштука. Ти, јазик бре, јазик. Море, тоа не е ништо, дедо Владика. Си останавме кој со раничка, кој со гребнато колено, кој со скршена рака, ама тоа се тегне некако. Да видиш ти лани што ни направи. Се молиме ние селаните на Бога да ни пушти троа дожд. А Итер Пејо ни вели, бре будали селани, далеку е Господ, не ве слуша. Туку земете, запалете си ги племните, изгорете си ја сламата, та кога ќе се наоблачи, после дожд, колку и да сакаш. Зедовме ние селаните демек,
си ги запаливме племните, си ја изгоревме сета слама, кога се дигнаа димовици и чадишта до небеси. Ама ако виде ти, дедо Владика, дошт, видовме и ние. Само ни испоцрка добитокот за храна. Па, ке видиме, ке сториме што може да се стори. Ајде, села, ние одете се вие сега со Бога, со Мирно, со Аро, со Кроце. Ајде па, ке навратиме и по другите села, па ке сториме што може да се стори. Ај, со здравје. Збогу, дедо Владика. Ајде. Со здравје. Ајде сега. Со здравје, со здравје, со здравје. Со здравје. Гледам јас, Пејо, сите селани се против тебе, туку како да ги смириме, Ајде, со мене понатаму ќе одиме па ќе видиме, ќе сториме што може да се стори. Пејко, многу голема давие имат селаните на тебе. Дерме немат од тебе, дерме нема. Си ги испосакатил по долиштата, си ги излазал дека Господ им пратил волна. Сета слама си им ја запалил, му испоцркал добитокот од глад. Си хулел на Господ, Пејко. Од негово име си ги лажел. Вре, дедо Владика, вре, ниту сум ги лажел, ниту сум хулел на Бога. Туку ним толку им сече црпката, што ја носат на рамења. Сами се тркалаа по скрките, сами си ја запалија сламата. Еве, дедо Владика, ако докажат дека јас сум ги лажел и дека јас сум ја палил сламата, еве, овде сум најтен. Добро, Пејко, добро. Море, Пејко, Појли, дедо Пејко, Владика. земи го ова камче. Земи го. Зо- Земи го. Па го в уста, под јазик. Па кога ќе те разлоти некој селанец со својата тапоглавост и непромисленост, и додека да го плупнеш каменчето и ќе ти помине лутината. Не, в уста, под јазик. Уф. Дедо Владика! Што е? Дедо Владика! Што е? Мајка ми замеси една погача и ја стави подвршник да се испече. Па ми рече да причекате малку да ви даде од погачата за добар пат. Гледаш, Пејко, колку се добри луѓето. Епа, нема што друго, Пејко. Ќе причекаме малку. Ќе причекаме, дедо Владика, да причекаме. Море, Пејко, Појли, дедо Владика. баги време чекаме. И јас. Бивол да беше досега ќе се испечеше, а не погача. Јас така мислам, дедо Владика. Од кога чекаме, мене ова ми е трета цигара кај виткам. Девојчето, погачата, готово ли? Погачата. Девојче, бре! Еј, девојче! Ами, што станува со погачата?
Каква погача? Мајка ми ја посадуваше квачката да изведе пилиња. Па ми рече, туку да најдеш сега некој владика да го излажеш, сите јајца ќе ни се испилат. Оре, глупави луѓе, непрокопсаници на темаги ту! Дедо Владика, седи, валче да ти кажем нешто, седи. На ти го камчето. Сега тебе ти треба. Море, Пејо, да се вратиш ти на село и да си правиш како што си правил и досега. Белки со и трустините твои ќе се намали будалштилок од кај селаните. Така е, дедо Владика, така и јас мислам. Во втората група приказни спаѓаат оние приказни за Итер Пејо, во кои што тој ги исмејува оние луѓе кои што во општеството се издигнале на повисоко скалило. Тоа се разни попови, занаечи, трговци и така натаму. Тој во овие приказни ги исмејува нивната алчност, нивната скржавост, а честопати и нивната желба да живеат на сметка на другите, односно на сметка на трудот на селаните, на слугите и така натаму. Момче за говедарче! Момче за говедарче, кој сака? Момче за говедарче, кој сака? Момче за говедарче, кој сака? Кој сака момче за говедарче? Кој сака момче за говедарче? Ајде, мило. Момче за говедарче! Момче за говедарче! Момче за говедарче! Од каде си, побратиме? Од селава сме, дедо Попе. Како се вика детето? Пејо, дедо Попе. Пејко. Абре, внучко, ти ли си оној Пео, Итар Пео или Пео и Троманец, а? Кога треба, дедо Попе, јас сум Итер Пео. А кога треба, пак сум Пео будалата. Ами, што велиш да те гледам да ми ги пасиш кравите, а? Бидува? И да ме главиш, дедо Попе, ќе сгрешиш. И да не ме главиш, пак ќе сгрешиш. Ами, ќе можеш да ги пасиш кравите, а? Сами ќе си пасат, дедо Попе. Добро. Побратиме, колку пари сакаш за детево? 150 гроша до Митровден, а 300 до Ѓурѓовден. Колку? 150 до Митровден, 300 до Ѓурѓовден. До Митровден, 300 до Ѓурѓовден. Не ги држам кравите преку зима. Тогаш, дедо Попе, сам ќе си пасеш говедата. А што прилега пак поп да биде говедар. Во едната рака молитвеникот, крстот и кадилницата, а пак во другата говедарскиот стап. За унер на луѓето, дедо Попе. И наместо од твојата Божија уста луѓето да ги слушаат молитвите: Отче наш иже еси на небеси, да си ти си имја твоја, ти ќе викаш: Петка номориш, бре, каде таму, бре, волко те затрел, бре, и ти ги разнесол цревата, бре. Добро. Ќе те земам. Слушај, што Зијан и пакост ќе направи, ти плаќаш. Јас да сум имал пари, бре Попе, али си го главувам детето за измеќар, кај можам ја да ти платам? Ајде, немам пари да платам. Добро. Ајде, Пео, поздрави се со татко ти, одиме. Ајде. Ајде, татко. Пео, синко, да го слушаш попот. И попадијата да ја слушаш, ако сакаш и до година да кркаш пражени манџи и проскори. Така, токму така. Ајде, Пео, ајде, одиме. Ајде, со здравје. Со здравје, Попе. Ајде. Митро.
Ја гледаш куќава? Сега кога ќе стасаме дома. Гледај, варди се. Песот ни е многу зол. Земи некоја суровица да се одбраниш, чунким партал ќе те стори. Разбра? Разбрав, дедо попе. Како да не? Пејко, Појли, дедо попе? колку нозе има свињата? Па 3, дедо попе. Како 3, бре? Пезевенк. Не гледаш ли дека се 5? 3, дедо попе. 5! 3. Ајде преброј ги во тавата. Ајде ти, дедо попе, па преброј ги во свињарникот, па ќе видиш. Ајде, ела да видиш. Ела, дедо попе, па ќе се увериш. Ела со мене, а? Во оваа група приказни на ИТРПО ги исмејува побогатите представници на општеството заради нивната алчност, скржавост, заради нивниот стремеж да живеат од маката на посиромашните. Преку своите и троштини, ИТРПО нив не само што ги насамарува, или како што вика си ги шие со самарска игла, туку и ги изобличува со цел да ги предупреди селаните да не бидат нивна жртва. Во третата група приказни за ИТРПО се измејуваат представниците на турската власт, како кадијата, кајмакамот, муфтијата и така натаму, чија најчеста жртва биле поробените селани, па и занечи воопшто представниците на рајата, кои што во времето на еден феудален систем биле тотално обесправени. Еј, луѓе, бре! Што туку се врати во оној свет? Еј, луѓе! Еј, јас се вратив од оној свет! Слушајте, луѓе! Што туку се вратив од оној свет? Човеку! Човеку! А! Чекај malo, чекај! Вистина ли е тоа дека си се вратил од оној свет? Ако лажам, еве, овдека сум најтенок. Ами ако си се вратил од оној свет, дали го биде тамо мојот син Асан? Асан? Познавам јас таму еден Асан, знаеш, така убав, со црвен фес, ако е тоа син ти. Тој е тој. Ами како е, како? Добар е, само многу е страден за пари. Нема ни скршен грош. Што?
Мојот Асан да е страден за пари. Леле, завали. Почекај. Почекај малко. Хајде, Почекај, дај, тука сум јас, ќе чекам. Да му ги дадеш. Ќе му ги дадам. Жити Бога. Па како не ќе Се му... сами дукат. Сега, знаеш, твојот Асан нема да биде страден за пари. Хајде, остани ви, со здравје и со добро. Со добро, со здравје. Луѓе! Што туку се врати по тоној свет? Што бараш надвор, Анамо? Прости ми, господаре. Прости ми. Беше еден човек кој туку што се вратил од оној свет. Ја. И го видел нашиот Асан. И? Како страда за пари, па му го дадов грнето со лири. Како? Што? Грнето со лири. Да. Ах, бре, Анамо. Ах, Анасана. Ама те излагал тој едепсас. Бргу конјот. Бргу конјот. Ќе го стигнам тој каурски домус. Ќе го стигнам. Ајде, Анамо. Дај го мамо. Оп. Ајде. Воденичару! Воденичару! Бргу, бегај, скри се! Зашто еве го Расим бека иде луд, што си му го сомнел лошо жицево. Па кога ќе те поткачи, ле. Чаре? Па чаре... Качи се на врба, на топола, кај воденицава овде, зад воденицава. Ајде. Воденичару, Појли, бегу, не појли! влезе ли некој човек овдека? Не знам, бегу, Бога ми не сум видел. Како не си видел, бре, келеш? Не му го магарето надвор. Кога е така, треба да е тука некаде. Види, лева ти, да не е зад воденицава. Зад воденица, а? Едепсас. Конјот! Кај си, бре, едепсас? Свињо! Свињо ни заедна. Мора да е тука некаде. Аха! Еве го. Јас легувај, бре. Зашто го гледаш ли, Пиштолов? Ќе те скинам како врапче. Сегуј! Да ти се многу годините, бегу. Повели. Море како повели, туку дај го ваму грнето. Грнето со лирите ваму. Кој грне, бегу? Какви лири? Како кој е, бре? Како кој е? Она што си го зел на мојата Анама. Не баре за син ми Асан на оној свет. Грнето! Никакво грне, бегу, јас не сум видел. Ево, од лани не сум излегол од воденицата. Да
него зел оној човек. Дојде пред малку и ми рече дека идеш да ме тепаш, зашто не сум ти го сомлял брашното убаво. Кој бре? Аха, насана еде цас! Ја излегувај пред домус, од ти пуздар ке те сторам. Избегал. Во него. Леле, и конјот ми го дигнал. Како ќе одам в град, на ова краставо магаре. Ајде, ќукс, оп, ајде, уш, ајде, уш, Господару, што направи? Му го зеде ли грнето? Ох, Моријана му. Не само што не му го зедов грнето, туку кога ми кажа дека Асан на оној свет бил без конј, јас и конјот му го дадов да му го однесе на нашиот Асан. Ох, да си ми жив, господару! Ох, да си ми жив! Асане, мајкино чедо! Шуј ќурдати. Ајде. Таков е Итер Пео. Кога треба, тој е будала. Кога треба, тој е Итер. Всушност, тој секогаш е Итер и преку своите и троштини и постапки, тој ги исмејува недостатоците на селаните со цел да ги поправи. Ги исмејува нивните слабости со цел да ги заштити. Ги исмејува представниците на побогатите слоеви од општеството со цел да ги насамари. Ги исмејува представниците на турскиот феудален општествен систем, агите, беговите и така натаму со цел да ги жигоса. Воопшто, приказните за Итер Пео се хумористични и тој се користи, народниот творец, со сите видови на хуморот, понекогаш со сарказмот, понекогаш со иронијата и така натаму. Народното творештво, познато е, од секогаш им служило како инспирација на литературните творци и приказните за Итер Пео го инспирирале нашиот познат и најпопуларен Стале Попов, кој што ја напиша збирката раскази Итер Пео.